Вести на Канал 8, добродојдовте. По воведувањето во работните задачи на изведувачот почнуваат градежните активности на втората коловозна лента на булеварот Стево Теодосиевски. Општина Кочани од сопствениот буџет за оваа намена инвестира над 10,5 милиони денари. Изведувачот на градежните работи, фирмата Коле Транс од Штип, која беше избрана по спроведената тендерска постапка, веќе е воведена во работите за изградба на втората коловозна лента на идниот булевар Стево Теодосиевски. Наскоро ќе почнат работите за изградба на левиот коловоз на оваа улица. Ќе се работи на изградба на подпорни ѕидови кај спортската сала во должина од 140 метри. Новата лента ќе биде со должина од 500 метри, а градежните работи ќе се одвиваат од двојниот мост до туристичката агенција Велјан, информираше Владко Димитров, раководител на секторот за уредување на градежното земјиште во општина Кочани. На уредувањето на овој дел од централното градско подрачје се работеше во изминатите 3,5 години, почнувајќи од експроприацијата и отстранувањето на објектите до расчистување на теренот и создавање услови за изградба на втората лента од булеварот. Според градоначалникот Никол Чуилиев, тоа ќе овозможи непречено движење на возилата и соодветен сообраќајен излез и влез од западната страна на Кочани. Со ова се очекува да се унапреди и безбедноста на пешаците и возилата, а ќе се подобри и естетскиот изглед на овој дел од градот. За реализација на овој инфраструктурен проект и изградба на втората коловозна лента на улицата Стево Теодосиевски се наменети 10 милиони и 500 илјади денари, средства од општинскиот буџет. Во сообраќајното решение е вклучена изградба и на 2 нови кружни тека кај двојниот мост и во близина на туристичката агенција Велјан. Проширувањето на улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова, ќе продолжи со уривање на објекти и од десната страна на улицата. Се уредува ромското мало во општина Виница. Освен поставувањето на бетон плочки на неколку улици, се поставува и канализациона мрежа во должина од 540 метри. Општината пак со Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој склучи договор за реализација на 2 проекти, меѓу кои и изградба на водоводна мрежа во село Блатец. Општина Виница продолжува да работи на подобрување на условите за живење во ромското мало. Деновиве постави бетон плочки на улици и сокаци, а се поставува и канализациона мрежа во должина од 540 метри. Со ова жителите на ромското мало во Виница ќе добијат нормални услови за живот, истакна градоначалникот Ивица Димитров. Имаме и други активности во ромското мало, се работи за нова канализациона мрежа во должина од 540 метри, што ќе опфати еден голем дел. Со оваа канализациона мрежа околу 90% од жителите на ромското мало во Виница ќе имаат канализациона мрежа, со што се решава долгогодишниот проблем и на овие жители. Димитров рече дека и понатаму работат на големи инфраструктурни проекти и проекти за енергетска ефикасност кои се во интерес на граѓаните. Ние како општина аплициравме со неколку проекти до Бирото за регионален развој. Добивме 2 проекти, една е за енергетска ефикасност во општина Виница, која што ќе реализираме. Добивме сума од 900.000 денари, а втората е замена на водоводната мрежа во село Блатец, со што ја комплетираме 100% и завршувањето на водоводната мрежа на примарната, а потоа ќе продолжиме заедно со јавното комунално претпријатие Солидарност да ја поврземе и секундарната мрежа и така да жителите на село Блатец ќе немаат проблеми со водоснабдување, тоест со старите азбести цевки ќе имаат нови полиетиленски цевки и овој проблем на овие жители ќе биде 100% решен. Вредноста на проектот за изградба на водоводна мрежа во село Блатец изнесува 1 милион и 500 илјади денари, а пред извесен период заврши поставувањето на канализациона мрежа и во селото Трсино во должина од 680 метри.
Советот на општина Кочани ја продолжува постапката за измена на актуелниот грб и знаме. По усвојувањето на предлогот што беше даден на последната седница, повторно е објавен јавниот конкурс за идејни решенија за изгледот на новите општински символи. Советот на општина Кочани по втор пат го објави конкурсот за изработка на идејни решенија за изменување на постојниот општински грб и знаме. Според пропишаните критериуми, при изработката на грбот и знамето треба да се имаат предвид историските традиции, културното наследство, природата, географските и стопанските карактеристики на Кочани. Во идејните решенија треба да бидат застапени максимум 4 бои, во кои црната и белата не влегуваат во вкупниот број. Грбот на општината може да биде еден од елементите на идејното решение на знамето. Решенијата треба да бидат текстуално образложени и да можат да се аплицираат на плакети, меморандуми, значки и слично. Еден автор може да аплицира со повеќе предлози, а изработените трудови треба да бидат доставени под шифра до Советот на општина Кочани. Предлозите да се изработени на хамер хартија во формат А4 стои во писменото известување од Општинскиот совет. За авторот на идејните решенија што ќе бидат утврдени како нови општински символи е предвидена парична награда, а рокот за поднесување на документацијата е до 20 јули. Грбот и знамето на општина Кочани ќе можат да се употребуваат по нивниот упис во регистарот на грбови и знамења на општините. Актуелниот грб и знаме на општина Кочани беа усвоени на седница на Советот во јануари 2010 година, а предлогот за нивна измена првпат беше подржан на седницата што се одржа во февруари годинава, а за истата точка се расправаше и на 58-та седница што се одржа на почетокот на јуни. Во Кочани продолжува редовната годишна акција за третирање против комарците. За оваа недела се најавуваат првото авионско и второто прскање од земја, што ќе се спроведат на подрачјето на градот и во низинскиот дел од општината. На крајот на оваа седмица, локалната самоуправа на Кочани ќе реализира дел од програмата за дезинсекција за годинава со прскање против комарците од авион и од земја. Третманот од земја е најавен за впеток и сабота во доцните вечерни часови, а ќе го спроведе стручна екипа од Центарот за јавно здравје од Кочани. Авионското прскање пак ќе се реализира в сабота во раните утрински часови во соработка со Друштвото за авиоуслуги Бониер од Куманово. Со превентивната дезинсекција од земја ќе биде опфатена површина од околу 1800 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и дел од населените места. Авионското прскање се спроведува на 3400 хектари, пред се во градот и во низинскиот дел од општината. За дезинсекцијата ќе се користат широкоспектарни инсектициди за третирање комарци, а што се одобрени од Бирото за лекови. За овогодишната кампања за прскањето против комарците, локалната самоуправа на Кочани издвои близу 2 милиони денари од општинскиот буџет, што беа предвидени со програмата за здравствена заштита на населението. Од општина Кочани ги известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели да преземат потребни заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Во случај на ветар, дожд или други неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен период. Поради промена на системот на издавање лични документи, Министерството за внатрешни работи информира дека во наредните 4 дена нема да се примаат барања за пасоши, лични карти и возачки дозволи. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека поради миграција во нов систем од 23 до 27 јуни нема да биде во функција системот за прием и издавање лични документи, односно лични карти, пасоши и возачки дозволи. Поради тоа, граѓаните кои имаат закажано термин за аплицирање за личен документ во итна постапка на 23, 24 и 25 јуни треба да дојдат во просториите на Министерството, каде што имаат закажан термин за личен документ на 22 јуни во текот на целиот работен ден или пак на 23 јуни до 12 часот. Граѓаните кои имаат закажан термин за 23, 24 и 25 јуни во редовна постапка, правото за поднесување барање на личен документ ќе можат да го остварат во кој било термин на истото место каде што имаат закажано во периодот од 28 јуни до 2 јули.
Исто така, Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека готовите лични документи можат да ги подигнат до 23 јуни, до крајот на работното време, со оглед што на 24 и 25 јуни нема да биде овозможено издавање на истите. Со олабавувањето на мерките се зголеми и бројот на сообраќајни прекршоци. Полицијата деновиве во спроведената засилена акцијска контрола казнила 18 возачи кои управувале возило под дејство на алкохол. Деновиве полицијата со полни раце работа, посебно со младите лица и возачи. Податоците од спроведената засилена акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол на подрачјето на СВР Штип во периодот од 21 и 22 јуни говорат дека полицијата санкционирала 18 возачи кои управувале возило под дејство на алкохол. Началникот на Оделението за внатрешни работи Кочани за Канал 8 ја потврди спроведената акција и информираше дека со стабилизирање на состојбата со COVID-19 и со олабавувањето на мерките, почнаа прекрашувањата во однос на користење алкохол при управување со моторно возило, посебно помеѓу младите со отворањето на летната дискотека во Кочани. Затоа од Оделението апелираат особено да се внимава при управување на моторно возило под дејство на алкохол, бидејќи деновиве од Оделението најавуваат засилени акцијски контроли во областа на сообраќајот. По отворањето на летната дискотека Аква се подготвува и уредува базенот во Кочани. Истиот ќе биде отворен на 23 јуни в среда. Собствениците најавуваат добра забава и богата програма во текот на целиот летен период. По пауза од една година поради пандемијата со COVID-19, на 23 јуни е најавено отворање на градскиот базен во Кочани. Летната дискотека беше отворена во петокот на 18 јуни. За сите кои ги сакаат летните лудори и игри, собствениците на базенот во Кочани најавуваат негово отворање и започнување со работа. Завршени се подготовките, уредувањето и чистењето. Топ место каде може нашите сограѓани да ги поминат топлите денови во летото. Ке има добра атмосфера со забави, исто така имаме лежалки, шанкови, ладни пијачки и така натаму. Ви покануваме и ви очекуваме од утре со почеток околу 10 часот. Во летната дискотека забавата започнува в сабота 26 јуни со настапот на Тропико Бенд. Ова лето ќе имаме многу гости од Сребија и ќе бидете известени со текот на времето. Собствениците на летните задоволства не ги заборавија и децата и за нив се подготвуваат 2 мали базени и детски реквизити за забава на најмалите посетители. Влезницата за користење на базенот годинава е намалена и изнесува 50 денари, а собствениците почнаа да реализираат и најавената идеја за проширување на целиот објект со плажа и игралиште за голф и одбојка. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нас. Довидување.